Направен е почетниот чекор за изградба на домот за стари лица во Кочани. Центарот за развој на Источно-плански регион обезбеди пари за изработка на техничка документација за изградба на објектот, за што веќе е потпишан и договор со германското друштво за техничка соработка ГТЗ. Овој проект е дел од пакетот што ќе се финансира со германски пари, при што е предвидено да се изработи и техничка документација за изградба на регионален спортско-рекреативен центар во Штип. Овие два проекта се финансирани преку Германското друштво за меѓународна соработка. Во тек е се сите активности за спроведување на овие проекти, односно регистрирани се веќе во Секретаријатот за европски прашања при Влада на Република Македонија. Отворивме посебна сметка за наменски средства и еве сега ќе работиме на тендерската постапка за изработувачи на оваа техничка документација. Вкупната вредност на овие два проекта е 50.000 евра, обезбедени, како што реков, преку Германското друштво за меѓународна соработка, со кој што центрите за развој на планските региони работат, односно финансиски се поддржни веќе повеќе од 6 години. Парите што се обезбедени се строго наменски за изработка на техничката документација, односно не можат да се користат за инфраструктурни потреби за проектите. Еден од условите беше и да се однапред знаеме, односно каде би потоа со оваа техничка документација аплицирале за обезбедување на средства за изведба на самите проекти, така да ние очекуваме после изработката на самата техничка документација или да обезбедиме средства преку новиот повик за прекугранична соработка со Република Бугарија, односно новата програма, или еден дел од средствата од националниот буџет преку повикот што ќе биде објавен од страна на Бирото за регионален развој за обезбедување на средства во наредната година. Според идејниот проект за домот за стари лица во Кочани, површината на градба на објектот е на 1140 метри квадратни и тој ќе има приземје со ресторански и 3 ката за сместувачки дел. Техничкиот план предвидува домот да има 21 креветни и 48 двокреветни соби и секоја од нив да располага со сопствена бања. Предвидени се и 12 апартмани со придружни простории за чување облека и лични предмети во сопственост на корисниците на домот.